Четврток навечер, 360 степени, редовно магазинско издание. Добро вечер. Вашето внимание вечерва го бараме за овие теми. Во Рек Битола се трошеле пари за ископ, но не за да има, туку за потешко да се доаѓа до јагленот, обвинува новото раководство на електрани. Значи, добро, лукративно, смислен проект за уништување на нашата компанија, а при тоа исто така добро испланиран проект за увоз на јаглен. Кочани забрани депонирање отпад од соседните општини, но создаде проблем кај нив. Страшна работа. Јас се бари дојдам по лед да си купам во парку, гледам во паркот целото растурено со кучиња, од ѓубре, од вреки што ги врзуваме, вреките кантите се полни. Децата во градинките и училиштата дишат загаден воздух, покажаа едногодишните мерења од Штипскиот универзитет. Основците во ова училиште дишат и до 3 пати позагаден воздух од дозволеното. Дали Борисов, Петков и Трифонов може да формираат редовна влада во Бугарија? Ами, вижте, това е, може би, единствения възможен вариант. Почнуваме, тема по тема. Директорот на производство во електрани на Северна Македонија Зоран Коњановски вели дека причините за зголемувањето на производствената цена на струјата од 50 на 136 евра за мегават час за само 4 години, за што известивме во нашата претходна емисија, треба да се бараат во лукративноста на дел од поранешното раководство на компанијата и претходната влада. Значи, веќе од 2 месеци во нашата компанија се наоѓа Државниот завод за ревизија и прави ревизија на целокупното работење на нашата компанија. Второ, исто така, сакам да нагласам дека веќе новите тендери кои ги подпишуваме со одредени економски оператори, можеме да видиме дека се со пониски цени од 10 до 30%. Трета работа која сакам да ја нагласам, очигледно е дека услугите и стоките кои доаѓале во нашиот комбинат биле по енормно високи цени. Например, не е можно транспортните ленти кои доаѓале од еден производител од Бугарија една година да коштат околу 350 евра за метро должно, а другата година да коштат 550 евра за метро должно. Не е нормално одредени други делови кои влегувале во нашата електрана со цени од 100, 200 или 300 илјади евра, денес да коштат 500, 600 или 700 илјади евра. Такви примери има премногу и мислам дека финансиската полиција и другите институции веќе работат и превземаат соодветни мерки и многу брзо ќе излези на виделина кој, што и зошто правил во нашата компанија. Но пред се, некој им дозволил на луѓето тоа да го прават, некој им дозволил да имаме нарушена состојба во рудникот и повторно ќе кажам, тоа е добро, лукративно испланиран проект. Видовте сегмент од интервјуто на директорот на производство во електрани Зоран Коњановски. Подолга верзија од разговорот со Александар Димитриевски ќе објавиме подоцна во ова издание на 360 степени. Останете на МРТ1. Кочани привремено си го реши проблемот со бунтот на граѓаните против регионалната депонија во градот со тоа што спротивно на владината одлука забрани депонирање на отпад од соседните општини. Сега проблем имаат Виница, Зрновци и Чешиново Облешево, кои ги затворија и изчистија своите депонии, бидејќи владата им наложи да депонираат отпад во Кочанската. Многу од контейнерите во овие општини се полни, некои очигледно се празнат, но не е до крај јасно каде се одлага отпадот. Михаил Милошевски ги има сликата од терен и ставовите на засегнатите и повиканите. Претходната недела Советот на општина Кочани донесе одлука за забрана за депонирање на отпад од соседните општини. Иако Кочанската депонија е прогласена за регионална, со одлука на владата од 2021 година. Бидејќи никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Одлуката дојде по притисок на кочанчани кои 3 недели беа на барикади. Протестираа против лошото одржување и честото палење на депонијата, што им го загадуваше воздухот. Но решениот проблем за Кочани сега е нов проблем за Виница, Чешиново Облешево и Зрновци.
кои немаат каде да го депонираат на собраниот отпад. Трошоците за депонијата ќе ги преземе на владата и мислам се тоа е решение да пак помалите 3 општини да се вратат на истата депонија. Речиси еден месец, камионите на комуналното предпријатие во општината Зрновци не ги прават редовните тури за собирање смет. Токму затоа, централното подрачје на селото, каде гравитираат најголем број од жителите, сега наликува на мини депонија. Кој забране укажа да не носат ѓубре и се претвори депонија. И не може да правиш. Страшна работа. Јас се бари дојдам по леп да си купам во парку, гледам паркот целото растурено со од кучиња, од ѓубре, од вреки што ги врзуваме, вреките кантите се полни. Тоа ќе загади целото село, секој кој она фарате веќе тоа депонија, она депонија, сега дека има континјеро, садно континјеро, ѓубрето и така кучиња разнесуваат онаат. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев е дециден. Владината одлука која предвидува Кочанската да биде регионална депонија мора да се почитува. Секоја отстапка, вели тој, значи директно загрозување на државниот проект за управување со отпад, што пак ќе донесе последици за финансиските средства кои се обезбедени од Европската Унија. До сега изнесува финансиски околу 70 милиони евра и ова е единствен начин со реализација и имплементација на овој проект не само во истокот и за овие 3-4 општини да се реши проблемот, туку низ цела држава. Ние сме правна држава, локалната самоуправа треба да ги почитува од законите и одлуките што произлегуваат од влада или од министерствата. Поширокиот план за кој говори Коцев има за крајна цел изградба на регионална депонија за депонирање и третман на отпад кај Свети Николско Мечкуевци, која ќе обслужува 18 општини. Тендерот ќе биде распишан веднаш по Нова година, а рокот за изградба е 18 месеци. Како една од предфазите, Кочанската депонија стана регионална за општините Кочани, Зрновци, Виница и Чешиново-Облешево. Овие локални власти во меѓувреме ги исчистија своите што диви, што легални депонии. Сега оставени без опција за управување со отпадот, градоначалникот на Зрновци вели дека на проблемот мора да му се пристапи внимателно. Сите еднострани одлуки, додава, може да ги нарушат односите меѓу жителите на соседните општини. Кочанска котлина е наша котлина, проблемот е на сите овие 4 општини. Наше е ова историски момент да го решиме деценискиот проблем кој што на еден начин се ставал под тепих и многу пасивно претходните локални па и централни власти приидувале на решение на овој проблем. Една недела по изгласувањето на одлуката со која се забрани депонирање на отпад од соседните општини, повторно ја посетивме Виница. Ако минатата недела, речиси сите контејнери во градот беа преполни, сега дел од нив беа исчистени. Разговаравме со виничани за тоа дали општинските власти го собираат отпадот и ако да, каде се депонира, кога виничката депонија е затворена, а Кочанската не дозволува одлагање на смет од Виница. Негде се фрла сега, гледам еден камион како шлепер, горе дури со битолска регистрација. Дали од тамо дали доваѓат и ја не знам. Да го собираат сметот тука? Да. Тука не носат, Кочани не даваат. Онај ден гледав една скопска регистрација и скопска, рече оние камиони што собираат сметот, поминаа тука пуни, надолу отидеа, а кај отидеа немам појма. Не е фер и не е добро и многу лошо. Среќа што е ладно времето, иначе да беше топло времето до сега колку болести ќе има, колку народ ќе беше болен на тоа. Дека делот сметот е собран и потврди градоначалникот на Виница. Вели привремено набавиле 2 камиона со поголема кубикажа за еднократно собирање на сметот во централното градско подрачје. Но сето тоа ќе биде залудно, доколку продолжи блокадата во Кочани. Оти во моментов, тие камиони се паркирани во депото на комуналното предпријатие. Па ние не отвараме нови депонии, не ги активираме старите, не носиме во Кочани. Ние располагаме со 5 возила за комунален отпад. Еве овие денови ангажиравме и приватна фирма со своји возила за со цел за да го исчистиме градот пред се од централното градско подрачје и на периферијата од градот за да се
да нема оваа лоша слика со полни контейнери. Петко вели дека ја разбира загриженоста на кочанчани за несоодветното менаџирање на депонијата, која постојано била палена од несовесни граѓани. Но слично како неговиот колега од Зрновци, вели дека друго решение, освен следење на инструкциите од владата, нема. Па да бидам искрен, сум изненаден од одлуката на Советот на општина Кочани за ова одлука која ще ја донесе едногласно, без некоја аргументирана расправа или дебата за сериозноста на проектот за регионален систем за управување со отпад. Мислам дека советниците подлегнаа под притисок на граѓаните и донесаа избрзана одлука, без да мислат за последиците од оваа одлука. Третата општина што доби забрана е Чешиново Облешево. Иако се обидовме да добиеме изјава од директорот на комуналното предпријатие, во телефонски разговор ни кажа дека оваа тема е абсолвирана и оти сега чекаат владата и општината Кочани да изнајдат финално решение. И покрај тоа го посетивме селото Облешево. Ако минатата недела контейнерите беа празни, овој пат не дочека различна слика. Доказ дека сега ѓубрето не се собира во општината Чешиново Облешево се неколкуте полни контейнери кои се наоѓаат во селото. Дополнително, во разговор со одредени мештани, ни беше укажано дека камионите на комуналното предпријатие не го собираат сметот ниту пред нивните дворови. За став го побаравме и кочанскиот градоначалник. Не гледаше потреба да ни даде изјава. Кусо ни објасни дека деновиве оствариле средба со представници од Министерството за животна средина и разговарале за потенцијални решенија. Не кажа дека дошле до решение. Во минато неделната изјава Љупчо Папазов остави простор Кочанската повторно да биде регионална депонија, но под одредени услови. Ке треба да се направат дополнителни работи. Во суштина се реализира голем дел од барањата на штрајкувачите, односно на граѓаните на општина Кочани, по основ на нивните барања се реализирани и за конечно да можеме да ја спроведеме одлуката на влада, ќе ни треба поддршка во делот на третирањето на отпадот на дневна основа кој би доаѓал евентуално од соседните општини. Работите што ги направи општината на Кочанската депонија се поставување на видеонадзор, поставување ограда и чуварска служба. Па побаравме став од Министерството за животна средина, дали ќе постапат по барањата на општина Кочани, но и како го коментираат фактот што Кочанскиот совет практично поништи одлука на извршната власт. Трошоците за депонијата ќе ги презема владата и мислам со тоа решение да пак помалите три општини да се вратат на истата депонија. Има ли реперкусии за Кочанскиот совет бидејќи донесе одлука спротивна на владината? Ние не е наша цел да се судриме или да има реперкусии, сакаме да ги решиме проблемите во интерес на граѓаните. Кога ќе се случи сето ова, министерот меѓутоа не кажа. Може само да се предпостави дека ќе се чека избор на фирма што ќе ја менаџира Кочанската депонија, како што одлучи Советот на општината. Кој да е сценариото? Виница, Зрновци и Чешиново Облешево немаат ниту време, а ниту нерви за долго чекање. И следната тема е од областа на животната средина. Едногодишните мерења на експертскиот тим на Универзитетот Гоце Делчев од Штип во 5 поголеми града покажаа дека воздухот е високо загаден не само на отворено, туку и внатре, конкретно во градинките и во училиштата. Се знаат и решенијата, но општините велат дека немаат пари. Сторијата е на Владко Чаловски. Дојде студеното време, а по традиција со него и темата за загадениот воздух. А воопшто не беа изненадување неодамнешните медиумски наслови дека воздухот не е лош само надвор, туку и во затворени простории. Тоа го покажа истражувањето за квалитетот на воздухот во јавните училишта и градинки во Гостивар, Струга, Куманово, Струмица и Кавадарци, кој го направи Универзитетот Гоце Делчев со поддршка од UNDP и Кралството Шведска. Во основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово веќе се подготвуваат да ги подобрат санитарните услови како чекор кон намалување на загадувањето во објектот. Кај првачињата и второ оделение, според препораките, голем број на внесување на PM частичките во внатрешноста на учениците беа детектирани облеката и обувките што ги носат учениците. Останува како наша задолжителна работа
да ги направиме просторните услови во ходниците на училиштето, за да можат дечињата да си ги остават своите јакнички надвор, да не ги внесуваат во внатрешниот простор, и обувките. Кумановското браќа Миладиновци е едно од 5 основни училишта во 5 различни општини, каде истражувачите го мереле квалитетот на воздухот во училниците. Со специјални апарати, воздухот бил следен цела година по неколку параметри. Речиси се било во рамки на дозволеното, освен повременото повисоко ниво на полен и постојаните недозволено високи концентрации на PM честичките. Просечната концентрација на овие ситни честички кои предизвикуваат болести и воспаленија на дишните патишта во текот на една смена во основното училиште браќа Миладиновци изнесувала 82,7 микрограми на метар кубен во летниот период и 66,6 микрограми на метар кубен во зимскиот период. Максимално прифатливата вредност, според Светската здравствена организација, изнесува 25 микрограми на метар кубен, што значи дека основците во ова училиште дишат и до 3 пати позагаден воздух од дозволеното. Во ниту едно од останатите 4 училишта не се дишал воздух со квалитет под границата препорачана од Светската здравствена организација. Резултатот покажува и дека воздухот во училница бил загаден независно од годишното време, па дури и дека бил позагаден во топлите месеци. За да се намалат овие бројки, ќе треба многу повеќе од мерките, како носење различни обувки за внатре и за надвор од училиште. Самостојни системи за филтрирање на воздух немаме. Останува ова да побараме помош прво од локалната власт, од локалната средина, а потоа и да аплицираме во институции, дали се тоа УНИЦЕФ, дали тоа ќе биде UNDP, дали ќе биде било која невладина или владина организација, Министерството за образование, каде што ќе побараме вакви, значи, самостојни системи за филтрација на воздухот. А системите за филтрација се скапи. Од општина Куманово велат дека не можат да си ги дозволат од блок дотациите што им ги дава Министерството за образование. Не станува збор само за 2 објекти во кои се вршени мерењата, вели Александар Јовановиќ од секторот за образование, туку за вкупно 49. На територија на општина Куманово гравитира 21 општинско училиште, на кој основач е Советот на општина Куманово, и дополнително едно училиште кој е регионален центар, и тоа е Државно училиште Киро Бурнас. За да сите тие бидат покриени, треба огромни средства да бидат вложени за да се вградат прочистувачи на воздух или да се стават оние како вентилатор или како стручно се нарекуваат. Тоа се огромни средства кои општина Куманово во овој момент ги нема. Освен во 5 училишта, цела година се следел квалитетот на воздухот и во 5 градинки. Резултатите се речиси идентични, со тоа што во градинките е многу појасно како влијае активноста на децата. Во градинките има ниско ниво на PM честички до 6 часот и 15 минути. Во лето, тогаш се јавува првиот раст на вредностите, што кореспондира со доаѓањето на работа на дел од персоналот. Околу 7 часот и 15 минути се случува вториот раст на концентрација на PM честички во летна сезона и првиот бран во зимска сезона, што кореспондира со доаѓањето на децата. Помеѓу 9 часот и 30 минути и 10 часот, вредностите за лето и за зима се израмнуваат на околу 100 микрограми на метар кубен PM честички, што е за 4 пати над препораките на Светската здравствена организација. Нешто пониски концентрации се измерени во Гостивар во градинката Цветови. Директорката Даниела Бошковска вели дека може да се пофалат со солиден буџет од самофинансирање, кој им помага да спроведат повеќе мерки. Континуирано вложуваме во подобрите услови во градинките, а една од тие нормално се прочистувачите за воздух, кои што генерално сукцесивно ги набавуваме во градинката. Во делот на хигиената е максимално запазена. Водиме сметка на средствата кои што се користат, начинот на проветрување на занималните, средствата кои што ги имаат и опремата кои што ги имаме внатре во занималните. Освен прочистувачите кои што можам да ги набавам, значи се трудиме нели да ги нема и тие завеси тешки кои што беа во изминатиот период, тие старите писони, стари паркети, затоа што се релативно стари објекти кои што генерално ги обновуваме постојано. Иако располагаат со 8 прочистувачи на воздух,
Сепак резултатите се уште не се задоволителни. Затоа, вели Бошковска, потребно е локалните власти да помогнат за инсталирање вентилација. Но дали е тоа можно? Според раководителот на секторот за животна средина во Гостивар, Зуди Джелили, дали е потребна вентилација треба допрва да се види. Во моментов, напорите се за решавање на квалитетот на надворешниот воздух. Ќе настоиме како општина сите школи во иднина да се обидеме да го тргнеме нафтата или мазутот кој се уште во употреба, мазутот во други институции. Меѓутоа, сите административни објекти во општина Гостивар користат реагенс нафта за грејење, така да ние ќе се обидеме новите системи да ги имплементираме, односно инвертер системите кои се и по-чисти за животната средина, за почист воздух и не се, мислам, споредбите што ги прават сега и институциите и граѓаните, финансиски не е поскапо него тие реагенси кои се штетни за здравјето на луѓето. Джелили тврди дека 7 километри велосипедски патеки, пошумувањето на запуштени простори и засадувањето на се повеќе дрва низ градот и во училиштата се доказ дека општината работи на решенија. Животна средина пред 4-5 години во општина Гостивар имаше малку застој. Од тогаш до сега сме трета општина рангирана во државата што имаме сектор за животна средина и сме преземале низа мерки и активности за да бидеме на потребното ниво за заштита на животната средина. Например, првата програма предвидуваше финансиски средства за одредени активности до 2 милиона денари, а сега имаме програма која ги надминува 10 милиона денари. За загадениот воздух во училиштата и градинките се разговараше и во Скопје, кога беа презентирани резултатите. Таму можеше да се слушне дека Гостивар не е единствената општина која во моментов се обидува да направи нешто за амбиенталниот воздух, со надеж дека ќе се подобри и внатрешниот. Советничката за животна средина од Куманово, Александра Ѓоргиевска-Протич, кажа дека тие вршат аеросолизација во градот, субвенционираат приклучок на газ за домакинствата, а функционира и бесплатен јавен превоз. Општина Куманово влезе во овој проект затоа што прв пат ние добивме шанса како општина да дојдеме до научни сознанија. Значи, кои ќе бидат понатака основа за да излеземе пред донаторска заедница и етапно да го решаваме овој горлив проблем. Се надевам дека ќе бидат превземени мерки, стратегии и на централно ниво за да се реши коренот на овој проблем. На презентацијата на резултатите, лидерот на истражувањето, професорот Дејан Мираковски, рече дека е убеден оти ако сериозно се пристапи кон проблемот, решенија има. Тоа се инсталација на вентилацијски системи или прочистувачи на воздух, користење на различни обувки, па и облека надвор и внатре, за да не се внесува прашина, исфрлање на класичните табли со креда и редовно чистење и мокро пребришување. И се на се, јас сум сигурен дека со примена на овие мерки во комбинација со редовна контрола на состојбите, односно анализа на состојбата на квалитетот на воздухот, дека може да се постигне здрава и комфортна средина и со тоа да обезбедиме и ефикасна и квалитетна реализација на образовниот процес во целина. Квалитетен воздух е од суштинско значење не само за здравието, туку и за способноста за концентрирање и учење, односно за нормална реализација на воспитно-образовниот процес. Изминува четвртата недела по парламентарните избори во соседна Бугарија, но продолжува неизвестноста дали ќе се формира редовна политичка влада поради фрагментираноста на Народното собрание и големите разлики меѓу партиите. Сепак, шансите за редовна влада не се нула. Зошто и што би значило тоа за Северна Македонија? Со извршниот директор на Галуп Интернешнл и професор на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, Прван Симеонов, разговара колегата Владимир Мирчевски.
Господине Симеонов, според вас какви се шансите да се формира редовна политичка влада во Бугарија по изборите на 27 октомври и кои се главните прашања од кои зависи тоа? Формирането на правителство е желание на много големи части от обществото в България. Съвсем наскоро имахме възможност да го проверим и социологически. Все по-големи части от българското общество са склонни на компромиси, но да се направи правителство, вместо да не се правят компромиси и да се отиде на нови, 8 поред парламентарни избори. Но въпреки това съставянето на правителство продължава да изглежда трудно. Аз лично смятам, че политическите сили, основните политически сили този път ще направят опит, защото предишният път не беше точно опит, а беше лека имитация, трябва да бъда честен. Защото знаете, че при такива обществени настроения е много важно да не излезеш виновен за това, че не се е съставило правителство и се отишло на избори. И затова и основните политически сили миналия път само играеха играта кой да е най-малко виновен. Този път ми се струва, че са склонни да направят правителство, но аз не бих бил най-големият оптимист. Просто съм реалист и трябва да ви кажа, че шансовете не са много големи. Защо е така? Преди 4 години в България започнаха активни протести срещу един политически елит, който просто отказа да отстъпи. Те бяха предизвикани главно от твърде дългото управление на Бойко Борисов и обикновено се споменава една фигура, позната в България, това е Делян Пеевски, който е в един международен американски списък санкционен, и това предизвиква негодование. Негодованието е свързано главно с това, че се предполага, че тези две фигури концентрират сериозна власт, включително власт в правната система, в органите на реда и така нататък, наобщо казвам силовите структури на държавата. Това предизвика протестите от 2020 година насам и през 2022 година беше създадена, така да се каже, анти-Борисов и анти-Пеевски коалиция. Само че понеже много различни партии протестираха и много различни партии бяха в тази енергия, това бързо се разпадна. След това започна войната в Украйна и това пък беше новата възможност за съставяне на правителство. Така да се каже, по-западно ориентираните евроатлантическите партии в България съставиха правителство. Но сега с неудачния ход на войната, като че ли и това като шанс, като попътен вятър, тъй да се каже, като обществено желание, като обществена поръчка намалява. И много е трудно да се намери при това положение някакво сечение между интересите на различните партии. И какво се получава, че в България тези два блока останаха жизнени 4 години след началото на протестите. Блока около Борисов, Пеевски и т.н. И от другата страна блока около силите, които са настроени срещу тях. Това са Продължаваме промяната, Демократична България, това е Възраждане, това е в голяма степен Социалистическата партия, това е Има такъв народ на Слави Трифонов и разбира се в немалка степен президента Румен Радев, който е най-популярната политическа фигура в страната. Така се получава патова ситуация, като в шахмата, в която те не могат да се победят един друг и ще трябва да се разберат да направят нещо като голяма коалиция. Сами разбирате, че съставянето на такава голяма коалиция е много трудно, защото няма как да се допуснат чак такива компромиси. И това е големия проблем в България, че просто един политически елит отказа да се отдръпне, а политическият елит, който идва на негово място, се оказа недостатъчно подготвен и в годините направи доста грешки. Така че в момента никой никого не може да победи истински в изборите, макар че ГЕРБ остава първа сила, тя остава в немалка степен изолирана. Макар че господин Пеевски расте, той остава твърде нежелан. Макар че Продължаваме промяната, Демократична България запазват някакви позиции, те нямат толкова с кого други да се съберат. И се получава този невъзможен пъзъл в страната. Рековте дека двете страни се наоѓаат во своевиден шахмат. Од тука би сакал да прашам, во некои кругови се спомнува можноста следната влада да ја формираат ГЕРБ на Бойко Борисов, продолжуваме со промените на Кирил Петков и Има таков народ на Слави Трифонов.
Овие три групации заедно имаат 124 пратеници од вкупно 240 во Бугарското собрание. Некои ја вклучуваат и Бугарската социјалистичка партија како потенцијален партнер во таа влада. Колку е ова остварливо? Ами, вижте, това е, може би, единствения възможен вариант. Сега има чисто математически, има и други възможни варианти. Например, господин Борисов по някакъв начин да направи правителство с помощта на новото начало на господин Пеевски. По един или друг начин. Но това ще бъде много непопулярно. Много непопулярно. Това е връщане в 2020 година и протестите, така да се каже. Другия вариант е да се направи някакво широко обединение срещу господин Борисов, срещу господин Пеевски, а и срещу остатъчния Алианс за права и свободи, което е след разцепването на Движението за права и свободи. Това е основният представител на различни етнически групи в България, главно турската етническа група. Те се разделиха на новото начало и Алианс за права и свободи. В Алианс за права и свободи остана доайена на това движение господин Ахмед Доган. Възможно се прави някакъв общ фронт срещу Пеевски, Доган, Борисов и така нататък. Или пък с участието на Доган. Но това е много екзотично, защото този импулс анти-Борисов, да се съберат всички, само и само да не е Борисов и Пеевски и т.н. Този импулс малко намалява в годините. Минаха цели 4 години от 2020 година до сега и се вижда, че това не сработи много добре. Така че единственият вариант остава този, който вие казахте. Той предполага двете етнически, преимуществено етнически формации, ДПС ново начало и Алианс за права и свободи да останат изолирани. Той предполага двете по-радикални формации, Възраждане и Меч, да останат изолирани и по-системно звучащите и по-традиционни вече български формации в средата, в центъра, по-мейнстрим формациите, да направят някаква форма на сътрудничество, което едва ли ще е точно коалиция, но може да бъде някакво правителство с ограничен мандат, т.е. правителство, което да свърши определена работа. Първо, второ, трето, четвърто и така нататък. Но пак казвам, много трудно изглежда, защото към момента, в който ние с вас си говорим, продължават пререканията за съставяне на мнозинство в Народното събрание дори. Дали таа можна идна влада, за која велите дека би имала задача да заврши неколку работи, би се нафатила и на решавање на прашањето со Северна Македонија? Во земјава власта вели дека ќе чека формирање на политичка влада во Бугарија, за да може да разговара за промена на пакетот договорен во јули 2022, познат како француски предлог. Треба ли да очекуваме од една таква влада, да речеме на ГЕРБ, продолжуваме со промените, има таков народ, да ја прифати можноста за уставни измени со одложено дејство? Не вярвам някои от следващите български правителства да приеме промени в това отношение. Първо, българската позиция вече е инкорпорирана в европейска позиция, тук така нареченото френско предложение. Освен това, в сила и договора, важни са и протоколите към него. Освен това, тук става дума за консенсусна тема в България, по която в интерес на истината партиите нямат различия, включително с президента Румен Радев. Така че аз не вярвам, особено на правителство с ограничен мандат, да тръгне в тази посока. Още повече, че някакси тук ми се струват ясни посланията от Брюксел. Те са очевидно насочени към включване на българите в Македонската конституция като държавотворен елемент. Тоест, аз не бих очаквал тук промяна от българска страна, защото не виждам промяна и от страна на Европейския съюз. Значи, според вас, ако и Скопје и Софија останат на своите позиции, европските интеграции на земјава остануваат блокирани? Ами, изцяло в момента топката е в полето на Македония. Топката е в полето на Македония, защото има ясна преговорна рамка, която е скрепена от френското предложение. И тя вече не е обект на междудържавен разговор, тя е обект на самия разговор между Македония и Европейския съюз. Благодарам. Се враќаме на темата од почетокот на емисијата. Енормното зголемување на трошоците и производствената цена на струјата во електрани на Северна Македонија во последните неколку години, причините за тоа и сомнежите за злоупотреби. Со директорот на производство во ЕСМ Зоран Коњановски разговара Александар Димитриевски.
Почитуван Коњановски, на крајот на месецов треба да доставите понуди и до Евана Холм, тоа е за електричната енергија со која што ќе се снабдуваат домаќинствата, и за загубите на електродистрибуција. Практично од овие две понуди ќе зависи цената на електричната енергија за домаќинствата и за малите фирми. На почетокот ме интересира која е актуелната производствена цена на ниво на ЕСМ и на ниво на РЕК Битола. Да, така е. Ние ги правиме завршените анализи. Производната цена во овој момент во најголемиот енергетски комбинат РЕК Битола е 136 евра за произведен мегават сат електрична енергија, а на ниво на ЕСМ производната цена е нешто повеќе од 118 евра за мегават сат енергија. Кога ја правевме таа симулација на цени кои ќе произлезат од нашата компанија и цени кои ќе бидат доставени до владата, ние тоа го направивме веќе, направивме некои симулации, ги доставивме тие цени до владата и јас сум сигурен дека граѓаните нема да имат некој финансиски шок во однос на тоа каква ќе биде цената на електрична енергија во наредниот 6-месечен период. Мислам дека цената, она што беше кажано од влада, цената некако ќе се движи помеѓу 58 и 62 евра, а тоа од друга страна нас не дава поттик да работиме многу поефикасно во наредната година, се со цел ние како компанија да ги намалиме производните трошоци за енергијата која ја произведуваме. Дали веќе после неколку месеци раководење на компанијата по на власта, можете да ни објасните како производствената цена скокна од околу 50 на евра за мегават час на сегашните 136, колку што кажавте? Да, причините се во две насоки. Прво, заради лукративното планирање на одредени елементи, дел од управниот одбор на нашата компанија и дел од луѓето кои по ресори го воделе енергетскиот систем во државата, допринеле со низа постапки да немаме ние доволен ископ на јаглен во нашите рудници. Имено во последните 5 до 6 години перманентно се намалувал ископот на јаловина во нашиот рудник, а со тоа се намалувал и ископот на јаглен. Имено според целокупната проектна документација, главниот рударски проект и дополнителните рударски проекти, односот на ископ на јаловина и јаглен е 10:1. Значи треба да ископаш 10 тони јаловина, земја, за да добиеш 1 тон јаглен. Но тие биле фокусирани само на јагленот и доведовме до една ситуација сега да немаме рамнотежна состојба, да не можеме да вадиме јаглен и то плански најверојатно се правило за да се овозможи на одредени компании да увезуваат јаглен во државата. А 22 година имаме производство од 5 милиони тони јаглен од нашиот рудник во Суводол. 23 година имаме 3,7 милиони, за денес да имаме веќе околу 2,3 милиони тони ископ. И не е прашањето дали ние сакаме да експлоатираме јаглен, дали можеме да експлоатираме јаглен. Проблемот е во тоа што нас поставеноста сега на самиот рудник не ни дозволува од безбедносни причини да експлоатираме јаглен. И тоа го правиле перманентно, тоа ми се докажува повеќе извештаи кои ги правевме во последниот период. Имавме извештај од Рударскиот факултет во Штип, да се потврдиме на тој извештај, повикавме еминентни стручни лица од нашите соседни пријатели, кои исто така ги покажаа причините зошто се случува денес да немаме таква издашност на јаглен од нашите рудници. Но според последниот годишен извештај во 2023-та се потрошени рекордни 47 милиони евра за ископ на јаглен и на јаловина. Каде отишле тогаш тие пари? Цената на ископан тон јаглен од нашите рудници 22 година изнесувал некаде околу 11,5 евра, за 23 година да стигнеме до фантастични 27 евра по ископан тон јаглен, а за оваа година до 9 месец да имаме производна цена на ископан тон јаглен од 37 евра. Тука се гледа лукративноста на
сите работи што ни се случуваат во РЕК Битола. Значи, од една страна, ние немаме можност да копаме јаглен, од друга страна, зголемени се трошоците за ископ на јаглен во РЕК Битола, а од трета страна увезуваме или јаглен, или електрична енергија. И така ќе биде во наредниот неколку годишен период, додека не ја стабилизираме целокупната состојба, затоа што она што е запоставено во претходните 5 до 6 години, не исполнувајќи ги условите и работите кои ги побарал проектот од самите изведувачи, ние денес ќе треба да го надополниме тоа, но тоа не може преку ноќ. Тоа треба да го направиме во наредните 2 до 3 години и целта ни е веќе за третата година од сега да минимални количини на јаглен или се увезуваат или воопшто да не увезуваме. Таков ни е планот. Сега би ве прашал дека минатата недела вие ни одговоривте дека имате сомнежи како се воделе одредени постапки, предпоставувам ова што сега го кажавте влегува во тој корпус. Но би ве прашал попрецизно конкретно за кои постапки имате сомнежи и какви точно сомнежи? Прво сакам да нагласам дека се уште, значи повеќе од 2 месеци во нашата компанија се наоѓа Државниот завод за ревизија и прави ревизија на целокупното работење на нашата компанија. Второ, исто така, сакам да нагласам дека веќе новите тендери кои ги подпишуваме со одредени економски оператори, можеме да видиме дека се со пониски цени од 10 до 30%. Трета работа која сакам да ја нагласам, очигледно е дека услугите и стоките кои доаѓале во нашиот комбинат биле по енормно високи цени. Например, не е можно транспортните ленти кои доаѓале од еден производител од Бугарија една година да коштат околу 350 евра за метро должно, а другата година да коштат 550 евра за метро должно. Не е нормално одредени други делови кои влегувале во нашата електрана со цени од 100, 200 или 300 илјади евра, денес да коштат 500, 600 или 700 илјади евра. Такви примери има премногу и мислам дека финансиската полиција и другите институции веќе работат и превземаат соодветни мерки и многу брзо ќе излези на виделина кој, што и зошто правил во нашата компанија. Но пред се, некој им дозволил на луѓето тоа да го прават, некој им дозволил да имаме нарушена состојба во рудникот и повторно ќе кажам, тоа е добро, лукративно испланиран проект. Не е можно да не знаел менаџерскиот тим за тоа што ни се случува во рудниците во РЕК Битола, дека наредната година нема да имаме јаглен тамо. Не е можно да не знае Министерството за економија, кое фактички го предлага енергетскиот биланс на државата што му се случува во рудниците, а денес деновиве гледаме како еден поранешен министер за економија опозиционо се поставува, би рекол, добро, со критики кон СМ, а притоа одговорноста била кај нив, одговорноста била кај него. Одговорноста била можела да се со нивното делување можеле сите овие работи да се спречат, но очигледно не била таа идејата. Значи, вие обвинувате и владиниот врв и менаџерскиот тим во тоа време за злоупотреби или само за недомакинско работење, бидејќи тоа се два различни термини? Значи, добро, лукративно, смислен проект за уништување на нашата компанија, а притоа исто така добро испланиран проект за увоз на јаглен и ние дефинитивно станавме зависни од увозот на јаглен во овој момент, ако сакаме да имаме производство. Би ве прашал, пред да преидеме на увозот на јаглен, би ве прашал само уште едно прашање, а тоа е дека една од компаниите кои што ВМРО ДПМН како опозицијска партија особено, а и потоа ја посочуваше како една од сомнителните, условно кажам, или вклучените во овие лукративни интереси, беше компанијата Марковски компании. Но и сегашното раководство повторно подпиша договор со нејза, не за ископ на јаглен, за други работи. Зошто сега повторно вие работите со истата компанија? Како тоа треба да се разбере во јавноста? Значи, ако ние имаме индици кон одредени компании или кон одредени личности, не може да не го почитуваме законот и да не склучиме договор ако согласно законот за јавни набавки истата компанија понудила најниски цени.
цените кои ги понудила, јас го проверив тој тендер за кој вие зборувавте, цените кои ги понудила таа компанија на последниот тендер се далеку пониски од она што истата компанија го понудила претходно за соодветните активности. И на крај на криштата целта ни е компаниите без разлика кој да се чувствуваат партнери на енергетскиот систем во државата на нашата компанија. Без такво партнерство, без коректен однос, без чувство на тие компании кон самата наша фирма, мислам дека резултатите нема да бидат добри. И затоа порака е ова до сите компании. Значи, колку повеќе заеднички се грижиме за електроенергетскиот систем за нашата компанија, толку нашата соработка ќе биде подолгорочна. Го споменавте увозот на јаглен. Лани тој бил отприлика 1,1 милиони тони, за што се платени нешто над 100 милиони евра. Во исто време употребени мазут од околу 28 милиони евра, повторно рекордна сума. Прво би ве прашал колку јаглен вие планирате да увезете до крајот на годинава? И зошто повторно од истата фирма од која што увезуваше и претходната гарнитура? Значи, има неколку работи кои сакам да ги потенцирам околу вашето прашање. Повторно сето доаѓа од она што ние во овој момент го имаме во нашите рудници. Бидејќи имаме нарушена технологија на ископ во рудниците, бидејќи се работело надвор од проектна документација, денес немаме откриени блокови на јаглен, каде што можеме да вадиме квалитетен јаглен. И затоа, наместо проектираната калорична вредност на јагленот, спрема проект кој го има во Суводол, од околу 7000 килоджули, повеќе од 7000 килоджули врз килограм, денес таа калорична единица е многу помала. Колку имате полош јаглен, толку повеќе треба да употребите во самиот тој процес мазут во согорувањето. Но, околу ова сакам да ви нагласам дека нашата заложба е воведување на жестока технолошка дисциплина при работата во рудниците. И тоа можам да ви кажам дека имаме многу добар резултат во последните месец дена. Значи, ние од првата недела во октомври имавме потрошувачка на мазут од околу 35 грама на произведен киловат-сат енергија, па таа се намали на 27 па 18, така да последната недела од октомври тие анализи ние веќе ги имаме направено и ни зборуваат како треба да работиме. Го спуштивме производството на потрошувачката на мазут на 8 грама на киловат-сат енергија. Не ми одговоривте директно колку јаглен очекувате да увезете до крајот на годинава и по која цена ќе се увезува, односно колку пари очекувате да потрошите за таа намера. Лани беа околу 100 милиони. Ние активиравме веќе еден договор кој беше постојан во нашата компанија кога дојдовме, но се уште не беше активиран и разговаравме со увозниците, со собствениците на рудникот и успеавме Рудникот е од Грција, така? Да, фабриката, рудникот е од Грција и успеавме да добиеме 10% намалување на цената. Или ако тој договор на 500.000 тони коштал 35 милиони евра, ние успеавме само со еден договор за еден ден да донесеме добар добит за нашата компанија од 3,5 милиони евра. Исто да го направивме и со другата грчка компанија, наидовме на разбирање, ни ги намалија дополнително цените, разговаравме за зголемување на квалитетот на јагленот кој го добивавме и денес ние имаме 10% помали цени на оние договори кои ги имавме. Тенденцијата е со зголемени количини околу на увозен јаглен од околу 70 до 80% да го намалиме увозот на електрична енергија на, би рекол, 10 до 15% од она што увезувавме до сега. Значи, енормно намалување на увозот на електрична енергија со наше производство, но бидејќи јагленот нормално ние го немаме, мора како ресурс да го обезбедиме. Токму во емисијата 360 степени, Министерката за финансии, објаснувајќи ги состојбите во РЕК Битола, се разбира многу покусо од ова што ние го зборуваме сега, изрази сомнеши околу увозот на јаглен. Дали вие имате најдено дека се пишувани фиктивни количини на увезен јаглен и дали бил тој со спорен квалитет? Во право е тоа што го кажала министерката, дека доаѓал јаглен со сумнителен и лош квалитет. И доказ за тоа, нема поголем доказ од тоа. Тоа што се случи во РЕК Битола, во блок 3,
кога до кота 14 буквално се забетонира котелот, се асфалтира котелот со неквалитетен јаглен, односно згура. Кога тоа се стврдна, беа повикани специјални екипи минери кои со специјална рударска опрема ја отстрануваат таа згура која се најдуваше во самиот котел. И при тоа никој не кажа дали е нарушена стабилноста на котелот, како тоа влијаело врз одредени елементи во котелот, и гледаме, упорно зборуваме за оваа работа во јавност и се уште нема истрага од оние кои очекуваме да го слушнат овој глас и да побарат одредени информации од нас за ваквите состојби околу неквалитетен увоз на јаглен во Битола. Дали ова од работите прво влијаело врз опремата, а второ тоа влијаело и врз здравјето на луѓето, затоа што тој неквалитетен јаглен прво бил дел од него битуменозен, второ не бил лигнит и трето ги имал други количини на сулфур отколку предвидените. На кратко, има ли механизам како се проверува тој јаглен кога доаѓа во РЕК Битола? Има механизам, нормално и тоа е опишано во договор, но тоа треба да сакаш да го правиш. Ако сакаш да го правиш, сигурно дека ќе има механизам како што сега го правиме. Значи, такви тестирања ние имаме во нашата лабораторија. Денес, прочем, се покажува, по самото тоа што имаме намалено количество на мазут денес, се покажува дека квалитетот на јагленот е добар. И можам да ветам само дека ние ќе продолжиме да работиме со фирми кои ќе увезуваат квалитетен јаглен согласно спецификацијата на нашите котли. ЕСМ е важна компанија за цела држава, ние како новинари секако ќе продолжиме да го следиме се тоа што го говорите, но сега еве при крај би сакал повторно да се вратиме на самиот почеток. Кажавте дека производствената цена во моментов е над 130 евра за мегават час. Знаеме дека цената по која што ЕСМ ја продава струјата на Евана Хоум, а која што завршува нели кај домакинствата, е околу 60 евра, што е двојно поевтино од производствената цена. Како ќе постигнете вие иста цена за продажба кон Евана Хоум, ако производството ви е двојно поскапо, а владата вели нема повеќе да ве субвенционира? Од каде пари? Одговорот е многу едноставен. Со домакинска работа, со коректен пристап, со сакање некои работи да се завршат, со знаење при извршување на тие работи, со професионалност, ние веќе наредната година очекуваме 35% да ја намалиме производната цена, може би и повеќе, но ево да останеме на таа бројка, а веќе секоја наредна година да ни паѓа производната цена на еден произведен мегават сат енергија. Јас ви напоменав веќе со нашите проекции негде од 2027 година ќе пробаме, него ќе мораме да кренеме и домашно производство на јаглен, со тоа ќе се намали потребата од увоз и би се вратиле, како што вие кажавте, 5, 6, 7 години, 10 години уназад во однос на производството. Да сме начисто, двата капацитети кои ги имаме за производство на примарна енергија за јаглен, нас не даваат можност според проектната документација некаде околу 5 милиони тони, но тоа во овој момент не можеме да го постигнеме и нашите проекции се дека тоа ќе го постигнеме во 27 година, но тоа ќе биде малку и ако сметаме за дополнителни количини на јаглен, тоаш ќе треба да водиме грижа и за или дел од тој јаглен мала количина да го увезуваме или дел повторно да го направиме од собствено производство до моменти додека не бидеме спремни да ја завршиме таа енергетска транзиција. Дали очекувате компанијата да продуцира загуби во овој период поради таа огромна разлика помеѓу продажната цена и производствената цена? Загуби дефинитивно ќе има, но доколку нашата симулација говори следно, дека доколку продолжевме ние да работиме во истото темпо, со истото производство, со истите количини на увоз на електрична енергија, со истите количини на
потрошувачка при производството. Во тој случај загубата, симулацијата беше дека загубата ќе изнесува околу 132 милиони евра. Но со она што ви кажав, дека ние направивме сосема поинаков план за производство за наредната година, каде што ќе зголемиме производство, ќе намалиме увоз на електрична енергија, веќе ќе дојдеме на некоја блага загуба, а веќе наредната година планираме и да излеземе од тие позиции, некој да не нарекува загубар. Благодарам многу на времето. Благодарам и на вас. Гледавте интервју на Александар Димитриевски со директорот на производство во електрани Зоран Коњановски. Наред е новата саботаж. Автор е Сречко Поповски. Во деленски час и нова интересна средба со класната. Таа и незините верни ученици секогаш изненадуваат со нови идеи, со желба знаењето да не остане во тој затворен круг, туку се повеќе и повеќе да се шири. Таа го нуди сиот свој капацитет и се става на располагање. Пошто сте подмлада генерација, дај тоа вашите деца сега, ако имаат 7 години, од прво оделение да почнам и фино да им дам темел. Тој треба. Од прво до четврто, супер, кога ќе направиш база, идната генерација е осигурена. Точно. Дека се е во сигурни раце сведочат и базичните информации и наук што ќе биде споделен со генерациите кои доаѓаат и треба да ги зафатат позициите на неспособните и нешколуваните. Математиката е важна, но ништо не е поважно од логиката. Таа е основата на сето знаење. Индукција е од општото да дојдеш до посебното, кога заклучуваш. Дедукција е обратно. Имајќи го предвид ваквиот пристап, не треба да чуди едноставната и лесна снаодливост во морето информации кои се запишани во тефтерите и уредно распределени во мозочните фолдери. Во еден од нив се криела таа за бегството на Груевски во Будимпешта. Да не беа кинезите и русите да го извадат у последен момент од зградата, среќа што не беше у вилата. Значи, он живееше у зграда. Екипи на нивните служби со цела архива го качија на авион во Будимпешта, го извадија човекот и ден денеска е он заштитен советот на Обединети нации. Ова значена улога која му е доверена на бившиот премиер треба да ги расчлени големите вистини кои биле криени од јавноста, како на пример онаа за демографската слика на Англија, која мора да се потпира на родоскрнавење, за да совлада белата смрт. Народ нема, таму се множат, пошто се на острови, како се вика тоа, целибат, не, како се вика... Инцест. Инцест, тоа нема со кого, со дома, уште со животни, не знам шо прават. И не е само тоа, со помош на длабока анализа заснована се разбира врз истата логика, ке може лесно да се предвиди однесувањето на лидерите кои најавуваат сериозни промени на геополитичката сцена, на која никој не е поглавен од братот Путин и уште поглавниот брат Джи. Он се Трамп ќе ви покажам ја кои се тарифи, ќе ви поставам, не знам што. Абе, оди кради конји таму. И на крајот, тие што не сватиле, никогаш нема ни да разберат. Ја ти реков, 99% не знаат што е индукција и дедукција за да донесуваат заклучоци, бе. Така е. Не знаат што е диалектика. Диалектика е најбитната. Не знаат да кудисаат саат. Така е. Оние кои ги имаат наместено стрелките на часовникот, со индукција или со дедукција, веројатно заклучиле колку е часот, а времето за сите е минливо. Чиста диалектика. Завршуваме. Освен во четврток, 360 степени на МРТ1 има и секој понеделник. Гледајте не од 20:15. Пријатно.